На 16 март во столата Борис Трајковски Владо Јаневски ќе одржи голем концерт. 25 години од неговата соло музичка кариера. Иако јас мислам дека е подолго време на сцената. Како и да е, Владо Јаневски гостим во студиото на Репортер. Владо, здраво. Здраво, благодарам на поканата. Ти благодарам што ја прифати да дојдеш. Искрена да бидам, кога се подготвував за тоа како да ја направам најавата, не знам дали да се држам до на клише дека чаирскиот романтичар е на гости кај нас во студиото, ама решив сепак тоа некако да го вметнам во прашање, па пред да позборуваме за концертот, колку има вистина во таа чаирска романтика и зошто толку години го носиш епитетот чаирски романтичар? Па тоа е една урбана легенда. Така. Луѓето би може да се заколнат дека јас сум роден чаирчанец, па не знам, слушам муабети дека па тоа е чаирчанец 3 генерации наназад. Ali како сте реков, урбана легенда. Моите се далеку од Чаир, татко ми дошол од Кичево, мајка ми дошла од Кавадарци во потрага по поубав живот. Почнале млади да учат, да студираат, се заљубиле и сме се скрасиле во едно станче кај стара железничка позади пругите, кај што беше Томас пицеријата, кај МВР денешно. И ја тука сум растен, ја не сум ни знаел дека постои Чаир. До мојата 15-та година тие градски црвени автобуси, сум се прашувал кај одат овие автобуси, зошто воопшто градот има автобуси. За мене светот бил од денешно МВР, тука кај Скаличките, па преку старата пруга до денешниот музеј на земјотресот, до плоштад и назад. Скопје, мојот свет беше толку. Татко ми направи потоа куќа во Чаир и нас не искорна, мене и сестра ми од центар и не фрлија у некој Чаир, се ново, се. И тие формативни години ме направија малце да се прилагодам на новата средина, а кога требаше да правам песна за Макфест 93-та, Копров ми рече ти чаирско дете смисли нешто своje и ми ја даде темата за лајт мотивот за песната. Така да првиот стих дека Чаир е често доседно место испадна дека толку длабоко влегол во народот, што тука ме завика чаирски романтичар и тоа ми остана до денеска. Нит сум нешто посебно романтичен, нит сум па Чаир. А и еден од ретките Скопје неверојатно што од центарот ишол да живее во Чаир. Има и глумци си носат такви улоги и надимци од некоја улога не може до крај на животот да се откача, така да не се бунам. Океј ми е. Ке отпееш ли чаирска романтика на концертот во Борис Трајковски? Мора, има 3-4-5 антологиски кои што кај год да се свири, колку год да се ротира репертоарот по потреба на публиката и на местото, бидејќи ние имаме едно јадро, кога викам ние, мислам на јас и бендот, имаме едно јадро на песни што секогаш ги свириме. Значи, едно 10 на 15 песни што секогаш играат на секој концерт. Тука е Црна тиквешко, чаирска, некојаш и негде има и песни што не смеам да не ги отсвирам. Другите 10-15 се варијабила. Зависи дали е лето, зависи дали е зима, зависи дали е празник, зависи дали е обичен концерт, дали е на отворено, дали е на затворено. Многу за втората половина репортарот игра тие услови, ама тие 15 кои што се јадро на мојот концерт, секогаш се тука. Како се подготвуваш за концертот? Имаш ли некои посебни ритуали? Стандардни се подготовките. Ние толку сме долго во овој циркус, што се вика шоу бизнис, да јас и мојата екипа од 9 музичари, ја мислам дека 8 од нив се 20 години со мене по патиштата и по концертите. Не знам, Владко Плевнеш, Стево Чепишевски, Дино Милосављевиќ на Тапани, тоа се луѓе кои што ме прателе, не дека се ексклузивно мои свирачи, они свират и со други пејачи, ја не можам да ги речам дека се мој бенд личен. Они се само луѓе кои што не ме напуштиле и кои што и покрај годините и ангажманите на друга страна, секогаш наоѓале време да дојдат на мој концерт. Добро, генерално сакам да те прашам лично за тебе, како ти се подготвуваш за концерт? Ја имам свој личен мал карантин. Така. Каде што се трудам да не сум многу да висам по улици, по кафани, него дома и да си ја правам сет листата која песна каде ќе стои, на која песна како ќе биде светлото, што ќе облечам ваму, што ќе облечам таму, да пазам да имам минимум 7-8 сати спиење, бидејќи гласот е орган како и секој друг. И ако не е телото одморно, џабе се друго. Так. 2015 имаше концерт, исто во Борис Трајковски.
Еве неколку години поминаа, лани имаше најава за концерт со Авалон продукција, не се одржа. Сега оваа година со Прагма еве. Јас се надевав дека после 2015 по инерција ќе си го фатам редот на 2 години да правам Скопје, бидејќи тоа е мој град и мене ми е најкомотно да правам Скопје, најприродно да направам. Парадоксот со мојата кариера е што сегде пеам почесто него Скопје. Добро, што се случи што лани беше најавен концертот, а потоа има многу откажа, мал милион причини зашто нешто не бива, кога не бива од временски прилики, од што го викаат англичаните small print во договорот, има некои мали клаузули што после поинаку се тумачат. И за да, знаеш, вака ќе правиме, онака ќе правиме, ама зашто онака и на крај па не мора ни да правиме и онда заради сите тие мали фактори од страна, ради грмотевиците лани што беа пролет, мај, јуни имавме страшни громови и прогнозите беа лоши, имавме некои организацијски прашања каде ќе се поставиме, што ако врнеш, испадна дека е подобро да се остави. И не била работата за со Прагма да испадне концертот. Така. Пред концертот го промовираше спотот и новата песна Од кога си негова. Случајно испадна, не беше, никој не ми верува дека не беше темпирано. Ја имало немало концерт и таа песна ми беше спремна за јануари. Така, таа песна некаде слушнав или прочитав дека подолго време си ја чувал во фиоката. Не бев некој балада фазон. Ако приметите, последните 3-4 песни ми се ритмични, ми се така оптимистички, едната дури е денс, па е весела, не знаме, јас те сакам тебе, па главен град на тагата и покрај насловот повторно е некој фанки. Имав некој период кога ми се правеа повесели песни, ама луѓето доаѓа и ми вика стално, добра ти ова новата, ама знаеш како тие своите баладите се, зашто, од кога немаш направен? И ми ја напунија главата. Зошто не балада? Ајде балада, одамна не си имал. И се сетив дека во фиоката имам еден текст кој што е така елегичен и би можел да легне тажно љубовен, као што се многу од моите. Ама бидејќи толку долго бил во фиока, ја не сум заборел дека имам таков текст. Седнав на клавир, испадна мелодијата и реков, ете ми песна за јануари. А воопшто не планирав дека таа ќе биде носечка во промоцијата на концертот, пошто тогаш немаше ни изглед за концерт. И многу среќа треба да има нашава работа, не знам како да ви кажам. Ти се пак важиш за еден од најдобрите текстописци кај нас. Колку време треба за да се напише една песна и како знаеш дека таа песна ќе биде хит или ќе биде добра еве кога ја создаваш? Може да почнем од позади? Може, апсолутно. Значи, никој не може да знае дали ќе биде хит. Тоа што дали како знаеш дека ќе биде хит, никој на светот би бил толку арогантен да дојде и на некому да рече, па ја знаев дека оваа песна ќе биде. Не може да знаеш. Ако си толку видови што не ги погодиш бројките на лото, бе, пријателе. Он знаел дека ќе биде хит. Тоа се живи луѓе, тоа се емоции, работиш со кршливи емоции на широката популација. Кој си ти во своето мало станче да прогнозираш дека ова ќе биде хит, као ти до толку ги знаеш луѓето, им ги знаеш срца. Не може. Најмногу што можеш да направиш е да прочашкаш кај себе, во своето срце, во својата емоција, да го исфрлиш на тацна, да го сервираш и да речеш, еве сега, ја ова од 5 минути тишина направив 5 минути музика, поезија, како год сакаш. Еве ви го, па сега вие правите со тоа што. Долго време не се појавуваше во спотовите. Ова е онен спот во кој што се појави и освен што бевме воодушевени сите од баладата и од тоа дека Вера Мештировиќ е друштво во твојот спот, зошто реши ти да се појавиш во спотот? Обично, знаеш, едноставно постои во Кроација рекорд, стандардниот договор со изведувач постои дека тој изведувач, ако потпише договор со голема издавачка куќа како што е Кроација, бивши Југотон, тоа се стандардни договори каде што клаузула 5Б стои. Извоđačот мора да испорача X број на спотови во кои што лично ќе се појави тој во толков процент од спотот. Тоа е слово на законот во договор. А сигурно дека ја ќе чуете и вие и ја чаршијата као
сега му текна да се појави, знаеш зашто? Ја ќе ти кажам зашто. Глупости. Мислам, чаршијата треба да се забавува со јавните личности, да си кова своји завери. Ако ја бараме вистината е обично толку прозаична, тривијална точка во договор. А зошто, кога првично реши да не се појавуваш воопшто во твоите спотови? 15 години. Зошто? Зашто ми издосади едноставно. Така. Не те плашеше тоа дека можеби ќе изгубиш популарност, зашто обично пејачот кој што ја пее песната нели задолжително мора да се задолжително. Тоа е Обично се појавува во колку мислеше дека се коцкаш со кариерата? Тоа е едно од поголемите ризици што може човек да се откаже од такво оружје јако како што е насловни страници, спотови, интервјуа. Да веруваш до толку во своите песни дека може да живеат без тие помошни штаки кои што се викаат да не се симнуеш од телевизија, да сата има на насловни, да збориш гачки, да раскажуваш и тоа дека ќе му помогне на твоето чедо да стане хит и дека твојот албум ради тоа, и тоа има логика. Ама ти да се откажеш од едно такво оружје треба, не знам, или да си ненормален, или до толку да веруваш во своите песни дека дури и без помошта на сите вас што сте по телевизија, по радија, дека таа песна ќе си најде. Па ја немав друг избор. Јас знаев дека за да останам искрен према себе си, морам да се откажам од тој елемент кој што ќе помогне за песната, али со надеж дека песните се толку добри сами по себе, да нема да им треба дополнителен буст и дополнителна промоција. И за моја среќа, се враќаме повторно на среќата, гледаш? За моја среќа се испостави дека тие песнички од по 3-4 минути, без викање, без интервјуа, без насловни страници, си го најда секоја своето место кај негде. И еве, сега е момент на 16 март да проверам во колку тоа срца се вгнездиле моите песнички. Добро, не помина така сега баш и неказнето, како што велиш, тебе те немаше те немаше во медиумите, те немаше во спотовите, те немаше ни интервјуа, ниту да дадеш некаква изјава, па тргна муабетите дека Владо Јаневски е болен. Како се носеше, откаде тргна тој муабет? Тоа е мала штета. Во споредба, тогаш немаше ни интернет. Тоа е мала штета во според трачевите и оговарањата се мала штета во споредба со бенефитот што ја лично го имав од тој мир и спокој. Така. Не може да направиш кајгана да не искршиш 5 јајца. Не може да ти останат јајцата во фрижидер не скршени, а ваму да си направиш доручик да се најде. Значи, мора жртва да направиш некаква, да ги искршиш јајцата за да се најдеш. Тоа е цена на твојот. И јас знаев дека со мојата одлука дека е штетата помала, затоа што ја на ум ја имав користа од тоа. А користа се викаше да ги искористам сите тие денови што би ги потрошил во промоција и во нормалниот онако медиумски циркус од кој што излегов, сите тие денови украдени, може од нефрлени во промоција, може да ги искористам за нешто што ми беше тогаш многу битно. А тоа се викаше како да се вратам самиот на себе си, да останам нормален во ова лудило во кое што бе фрлен во 2000-те години после Евровизија, во таа една растегнатост. А бе веќе зрел човек, веќе имав 40 години каде што беше редно да се соземам, да речам чекај, ја имам доволно години за да ова сето не дозволам да ме прегори, да ме фрли во алкохол, во дрога, во глупости, во депресии и затоа мора да застанам и сам со себе да разговарам. Повторно ќе се задржаме во околу сите оние афери и муабети кои што се зборува и се пишува за тебе. Од тоа дека си болен, до тоа дека имаш сида, до тоа дека Владо е геј. Како успеа на никого ништо да не му објасниш и повторно да ја задржиш популарноста и повторно, еве сега ќе одржиш концерт кој што верувам дека ќе биде распродаден. Значи како успеа во сето тоа да се... Вистинското прашање би било како успеа да не прегориш, да останеш нормален, а не како песните. Песните никој не може да ти уништи добра песна. Тоа многу е лесно да си, ако си полабилен и по-климав во главата и не во допир со својата суштина, многу лесно може да те фрли во некоја, зошто, знаеш, мисли кои што се деструктивни за тебе. Апсолутно, затоа и те прашав, значи, колку ти се случуваше често да одиш по улица, еве со оглед на тоа дека си познат пејач и да слушаш, еве го Владо Јаневски, знаеш, он е болен од сида. Како се чувствуваше ти како не прегоре? Тие години на самоизолација за која што ви зборував, ја ги искористив на многу паметен начин.
кога ги слушам трачевите, мене ме забавува, јас си се смешкам и мене ми е исто забавно затоа што знам од кај доаѓа. Знам причините, знам зашто луѓето почнуваат трачеви, зашто такви трачеви се шират и бидејќи не ги примам во срце, него ги примам во глава. А мојата глава ги процесира многу паметно и ми вика, аха, тоа е тоа ради тоа, тури му пепел, ке пројде. И така секогаш бива. И тоа е тајната на својот мир. Најскапото богатство што може човек да го има на моја возраст е внатрешниот мир. Ама тоа не може да го чекаш да ти дојде со време. Так. Мора сам да се избориш. Добро, тогаш во тој период колку ти беше проблем да бидеш со некоја девојка, да се влюбиш со... Јас се затворив дома со мојата тогашна девојка и сите други престанаа да постојат и она ми беше и ослонец и помош во тој период, али мислам дека дури ни она не разбираше ни што ја тоа проаѓам. И таа врска, ако зборуваме за вера, предпоставувам, ако таа врска заврши, дали сега имаш време за љубов во новите години? Дали можеби... Ја генерално сум задоволен сам со себе, јас сум многу сингл. И наоколу одам и зборам, аман бе луѓе, завршив со брак, мене брак не ме интересира, јас сум освестен дека до крај на животот ќе си терам сингл. Ама и Џорџ Клуни викаше така. И Џорџ, не. Дај Боже и мене да ми се случи некоја таква, ама јас сум спремен на оваа варијанта која што исто не е лоша. Убавината на мојот концепт е што мене ми е, кога сум сам, мене во глава ми пее една симфонија на радост на животот денеска. Ако ми дојде друг човек кој што ќе решам да го пуштам во мојот живот, нема да се уклучат светлата, музиката само ќе почне да свири нова музика. Тој кој ќе си отиде утре, само ќе се промени музиката во мојата глава и во мојата душа, а нема да се исклучи. Така да, кога сум сам ми е супер, ако имам специјален човек покрај мене, уште подобро. Ама и тој ако го нема, се враќаме повторно на она другото што не беше ни тоа лошо. Така. Ако чекаш друг да дојде да ти ја уклучи музиката во животот, тешко си на теа. Значи нема некоја специјална жена сега. Дај Боже да се случи, како се вика, Амал? Амал, некоја Амал. Може ни Клуни не знаеше дека Амал ќе му се случи. Така. До толку до Венеција да ја однесе на свадба, истиот тој што се спрдаше со цел свет. Дека никогаш нема да се држеше дома, затоа што го прашуваа сите која е таа жена на најсекси мажот што може да му влезе дома, он имаше прасенце едно возеше, затоа што сакаше да ги иритира новинарите да им рече, ама кога мене во Скопје ми засадиле прашањата, да мислите на Џорџ Клуни како му засадиле прашањата, до толку да. Му се случила Амал. Кој знае? Мало може тебе ќе ти се случи Амал. Ама велиш дека си задоволен и вака. Било кој сценарио е окей. Било кој сценарио е окей. Морам да ти дадам комплимент дека убаво изгледаш. Се дотерував добро за денеска кај тебе да бидам да се уклопам со каучот. Така, па еве, супер сме. Колку внимаваш на изгледот? Те гледам дека постојано во емисиите настапуваш во емисиите во кои што гостуваш се појавуваш со наочари. Имам едно 5-60 пара. Така, не, јас мислам дека се вие некои нови. Имам разни варијанти, разни прилики и тоа ради мене ми е интересно денеска да си направам филм, да си се спакувам и уживам во комбинаториките. Ги разбирам потполно жените што сакаат секој ден да биде нова улога, порано не. Мога да признам до пред 10 години не наоѓав многу смисла во женските синтагми, тие легендарните немам што да облечам. Не ми беше јасно. На нас мажите генерално тоа не ни е јасно. На полн плакар како може немам што да облечам. Сега денеска сега во потполност ги разбирам жените што значи немам што да облечам, затоа што мене гардеробата, здравиот живот и себе негувањето ми стана обсесија. Обсесија со здрави побуди, затоа што јас сакам на моето тело да му давам најдобро, на себе сакам да имам убави материјали, под себе сакам да имам безбедна кола, сакам мојата куќа да биде безбедна, сигурна и убава, и тоа е се затоа што мислам дека сум заслужил. Така. И кога се погледнам назад, ќе речам, пријателе, ова е за тебе, и ниедни пари не се премногу за тоа што тоа е оно што ми се враќа. Борбата беше за убави работи, за да можам да си угодам себе си, не да здисувам со некои работи да ги импресионирам другите. Голема е разлика дали се дотеруваш за себе си да си направиш кејф или за другите да речат вау. Добро, имаш некој омилен моден дизајнер кој се сам решаваш од себе, ево ова ќе се облечам за денес, или некој ти сугерира како да се ти помага можеби во изборот на кога патувам и кога одам,
Она што ќе ми се допадне го купувам без разлика која марка е, а кај нас повеќе најчесто сум во Бос или Лагерфелд. Јас те приметив дека нешто си во фазонот на Лагерфелд, морам да бидам Денеска да, друг ден ќе ме видиш во Па Бос. генерално го имав тој впечаток во таа црно-бела комбинација И некако. во омаж према него, Така. затоа што неколку години веќе купувам негови креации назад. Ми се допаѓаше Така. начинот на кој што он размислува и дури интервјуа му гледа како индивидуа ми се допадна. Така. А настрана што купував и негова гардероба. Дури има работа што ќе ја кажам. Дури и на Бубамара на банкетот, на афтер партито после Так. златната Бубамара на популарност, отидовме во еден хотел и тоа беше неколку дена после смртта на Лагерфелд. Да. И јас отидов од Бина, пеејќи на Бубамара, отидов дома специјално да се пресоблечам во омаж на Лагерфелд, облеков една комбинација од Лагерфелд и дури го барав етикетчето што обично се става на сакоата на Лагерфелд од надвор, за да Так, се извади, так, кога ќе го купиш, го барав етикетчето за да го пришијам повторно за таа вечер, кај што имаше неговиот профил со репчето. Со репчето, да. Значи намерно И тој секаде со ноќери испадна- се појавуваше. И да, мислите дека некој примети дека ја имам сако Лагерфелд, дека Па добро, ти дека доволно дури- ти да знаеш, дека само- дури сум ставил етикета Лагерфелд за не, ја не ни очекував да некој рече као вау како си стокмен. Мене ми беше убаво затоа што му дадов омаж на некој човек Так. кој што достигнал врв со некоја естетика до толку да мене ми стане еден од омилените, да. Уште едно прашање имаме во околу изгледот и околу бавината. Неодамна гледав веројатно некој интервју во кое што велиш тој доктор што ќе каже дека мене ми правил пластична операција на лицето, еве нека дојде, го чека пуно пакетче пари у чаер. Понудата важи, Понудата пошто ми важи. е навистина досадено од повторување на Так. Јас сам себе сум си звучам како папагал. Аман луѓе, престанете. Чаршијата нека го лоцира доктора што мене ме оправал. Ми затегал кожа, ми ставал ботокс и ме правил помлад него што сум требал да бидам. Полесно е. Тоа беше едно таблоидно интервју каде што немав многу желба да елаборирам, да бидам искрен. Ама ако се вратиме на феноменот на чаршија, зашто такви муабети се потфаќаат кај чаршијата, замислувам сцена каде што на дневно кафе две безимени, безлични некои индивиди од чаршијата седат и викат го виде Владо на Јаневски на телевизија, бе, нешто као подмладен, затегнат, навежбан, дотера нешто правилно. Поинтересен е муабетот уз кафе, да речеме, сигурно некој го затегал и ботокси му ставал и некој му правил чуда, него другата да рече, ја чув дека Владо Јаневски он вежба, дека он пази што јаде, дека не пие алкохол, дека не пуши цигари, дека си легнува рано навечер, дека не брка жени, дека не оди во... Колку е тоа досаден муабет за чаршија? Значи, вистината, повторно се вистината е ова вторава која што ја кажуваш, дека вежбаш, дека... Да. И секогаш Внимаваш на изгледот, одиш во теретана, што се работи за чаршијата, потполно ја разбирам. Многу е блуткав муабетот кога сервираш вистината. Пошто вистината е оваа што ја рековме. Добро да имам, вежба, јаде, паје. Не, а доктор има, отишол на операција. Аха, каде е хирургија? Шо? Тоа е муабетот со чаршијата. Кога ги разбираш на тој начин работите, Така. не ти паѓа на памет да искочиш и да демантираш било што, да раскажуваш било што. Си седиш и чекаш да си изназборат луѓето и да си помине некој друг трач следниот месец и така. После концертот на 16 март во Скопје, велиш повеќе настапувам во другиве градови отколку во Скопје. Ќе помине концертот во Скопје, дали планираш да настапуваш во други градови или надворот од земјава? Еве ја спомна Кроација Рекорд, всушност не те ни прашав, песната е препеана на откако си негова, има хрватска верзија и спотот и песна. Така. Тоа е пролетен сингл што ми го бара од Кроација Рекордс за некоја нивна пролетна компилација. Пролечна. Ама не живееше ти едно време во Загреб? Тоа беше пред 10-12 години. Памтим. Овој пат за промена уговорот кој што ви го спомна со Кроација не бара од мене нити да живеам во Загреб, нити да се селам, туку да си бидам во Скопје, да си го терам својот, се додека им испорачувам синглови и албуми според договорот. Првиот сингл е Откад си njegova. Njegova, така.
кој што ќе биде дел од таа компилација пролетна на Кроација Рекордс, каде што хрватската публика покрај 14 нивни пејачи ќе ја чуе и мојата нова песна. Ако се запрашаат, чекај, ова е добра песна, кој е? Тогаш ќе им го сервираме на есен хрватскиот албум кој што ќе се состои од вас на целата македонска, имаш многу познати песни, така? Овој пат препеани во хрватски. Мене не ми е тешко, мене јазиците ми се струка и воопшто не ми е проблем да најдам убави зборови и на хрватски, и на англиски, за да спакувам добар текст. Така да албумот ќе го работам летоска, затоа што по уговор морам да издадам хрватски албум на есен. Ќе те замолам да не бидеш пристрасен, која е подобра верзија, македонската или хрватската? Мене ми се исти. Некој ќе се појави, они ќе го стават Кроација, ќе го стават во април на YouTube ќе го објават, ама мене ми се исти. Дај Боже да тоа се посфати па да правиме концерти, а и да не, мене Македонија ми е сосема доволно да ми ги задоволи сите материјални апетити и креативни цели. Сосема за крај, после концертот во Скопје планираш да продолжиш понатаму и повторно да се повлечеш од медиумите? Не, ова ми е сега по сила на договорот нова линија во кариерата. Значи ова не беше само тематски ради концертот, од сега сум достапен затоа што новата фаза на мојата кариера бара дружење со вас, бара информации што правам, како работам и Белким ќе се гледаме почесто. Владо, ти благодарам на обавиот разговор и јас сум сигурна дека ќе имаш топ концерт на 16. Се гледаме на 16 во арената.